единствено Херодот не ја кажал најголемата вистина поврзана со митологијата, а тоа е јазикот на таа митологија, кој стана конструктивен, составен дел на тогашниот хеленски јазик. Имајќи го сето изнесено предвид, професор доктор Ташко Белчев ги разобличува сите кои ја заведувале и ја заведуваат научната во наводници јавност на поголем број дисциплини поврзани со древномакедонската митологија од гората Олимп, тоест оние кои не ја нарекувале и ја нарекуваат грчка и римска, притоа наведувајќи повеќе странски и домашни имиња на учени луѓе, меѓу кои и академикот Михајло Петрушевски и Петар Илиевски, за кои авторот фиксира дека продолжуваат по-старому да служат на Македонската академија на науките. За разлика од така наречените псевдонаучнички трудови, господин Белчев целосно ги споделува научните истражувања и констатации на српскиот историчар Баришик, изнесени во предговорот на книгата од Мавро Орбин Кралство на словените, издадена во Белград 1968 година, каде наведува дека македонците на Александар Велики всушност беа словени, односно дека македонците, тракијците и мезијците зборуваат на ист словенски јазик, а исто така со голем респект се однесува кон трудот на словенците венетолози Иван Томажич, Матеј Бор и Јошко Шавли, венети наши давни предники. Лјубљана 1989 година, во кој тие изнесуваат многубројни докази за повеќе илјадолетното присуство на венетите во Италија, Швајцарија, денешна Австрија и Германија, меѓутоа и покрај фактот што повеќе од еден век на запад се појавуваат значителни трудови за венетологијата и за минатото на феникијците, древните македонци и нивните заслуги за современата европска цивилизација на Балканот, вели професор Белчев, како лингвистиката, како и филозофијата остануваат глуви, слепи, неми и никако да го слушнат гласот на древната цивилизација на нашите предци. Во својот културен континуитет, најмалку од околу 9000 години, македонскиот народ даде значителен отпор против сите форми на асимилација и губење на националниот идентитет, против сите методи на уништување на древномакедонскиот политеизам. Дури и во средните векови, историјата го регистрира тој македонски непокор. Имено во станијата на Томе Словенот, во 824 година наша ера, на Богомилското движење, 10 век, на цар Самуил, 926-1018 година и така натаму, покажуваат дека многобожството, т.е. политеизмот, во Македонија било присутно и во средновековниот период и покрај официјалното еднобожство, монотеизмот, христијанската религија, која била официјална религија на Ромејското царство, т.е. на Византија. Демолирајќи наводната идеална слика на една голема империја, чие име е Византија, и во која наводно царува грцизмот во наводници, господин Белчев во последното поглавие на книгата, насловено древномакедонскиот политеизам гнездо на Балканот и пошироко, со извонредна научна консеквентност го разобличува историскиот фалсификат на Константин VII Порфирогенит 913-957 година, император и научник од македонската во наводници династија 867-1056 на Византиската империја, кој со енциклопедиите на грчки јазик и со неговите лични трудови ја представи Византија на светот како империја со грчка цивилизација, историја, јазик, наука и култура, а со својата псевдонаучна дејност успеа да го увери во наводници светот, а делумно и науката во наводници, дека словените на Балканот наводно за прв пат се појавиле во 6 век наша ера и дека наводно дошле од задкарпатските мочуришта. На крајот на представувањето на книгата Македонија центар на современата теогонија, дозволете да резимираме со следната аналитичка констатација.
Ако со најновите наши дешифрирања на древномакедонските надписи од надгробни споменици, карпи и артефакти се потврдува дека древните македонци, кои биле поклоници на култот на сонцето и космосот, имале јазик, писменост и култура уште од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот, т.е. 7000-6000 години пред наша ера. Ако древната македонска митологија од некогашната голема земја или од некогашната митолошка империја датира најмалку од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот, 7000-6000 години пред наша ера. Околу 2500 години пред наша ера Дион или Дионис веќе проповедал ново учење од Атлантскиот океан до Индија и од хиперборејците до Египет и Либија во Африка, ако древното македонско многобожство има најмалку 3 генерации на богови, кои се основа на современото еднобожство, и ако тие се постари од доаѓањето на данајците, хелените, грците во Мореја, некаде во 13 век пред наша ера, ако по налог на атинскиот тиранин Пизистрат, околу 527 година пред наша ера, во 6 век пред наша ера, од Хомер во Илијада и Одисеја и од поетот Хесиод во Теогонија била присобрана, преведена, преработена и присвоена древномакедонската митологија и било узурпирано древномакедонското создавање на боговите, ако Херодот 484-424 година пред наша ера тврди дека постои Македонија и постојат македонци и дека пелазгите и лелезите се автентичен атички народ, да биле раселени по островите на Егејскиот архипелаг, Крит, Северна Африка, Ионија и Тракија и дека атинскиот Акропол е пелазгиски град, ако Сократ знае дека варварите се постари од хелените, тоа можеме да го најдеме кај Платон, Кратил, глава 425, и дека во негово време викале Зигон, и неговите стари викале Двогон, за секој дзевгар за орање, ако Платон 427-347 година пред наша ера во неговите книги Држава и закони им сугерираше на своите сонародници да извршат избор од митологијата на староседелците, која би била полезна за воспитување на децата и младите, а во држава наслутува и му се чини дека првите жители на Хелада исклучиво само тие се држеа за боговите, кои и до ден денешен, се мисли на она време на Платона, се држат многу меѓу варварите за сонцето, месечината, земјата, звездите и небото, што ќе рече тој Платон, имал замерка на Хомер и Хесиод и не ги прифаќал за грчки имињата на боговите и божиците од гората Олим. Ако Платон, Кратил глава 425 тврди дека во Сократово и негово време варварките се уште им зборуваат на своите деца на тој варварски јазик во Атина и во други градови со мешовито население и дека хелените многу имиња зеле од варварите, се што хелените не знаат има варварско потекло, Кратил глава 421г, ако во 4 век пред наша ера Аристотел го учел Александар III Македонски на родниот македонски јазик и со оригинални македонски предања, и ако Александар III Македонски, роден 356, а цар од 336 до 323 година пред наша ера, го освојувал светот за македонците, создал Македонско царство со територија голема 3,8 милиони квадратни километри, во кои ширел македонска цивилизација и филозофија за светско зближување и обединување на народите, културите и боговите, со што ги зародил идеите на монотеизмот, ако Страбо, околу 63 година пред наша ера, 24 година наша ера, историчар и географичар од Амазеја во Понтот, во својата географија на 17 книги, тврди дека гората Олимп е во границите на територијата на Македонија, а ние денес знаеме дека целокупната етимологија на имињата на боговите и божиците од Олимп е македонска, ако во Светото писмо е осведочено дека Македонија е библиска земја, а македонците се библиски народ
иако Синот Божи, Исус Христов, е Син на Светата Дева